Во Советот на Европа, во подкомитетот за Западен Балкан на МАСА и Македонија, претеничката Иванка Василевска од ВМРО-ДПМН вели дека имале онлайн дискусија со Валентина Суперти, директорка за Западен Балкан, Европска комисија. Во поглед на низиниот коментар, вели Василевска, околу прифаќањето на протоколите од 2022, потребата за уставни измени за да се отвори процесот на преговори, истакнав, вели Василевска, дека процесот во меѓународното владење на правото остава отворен простор за агресија, за злонамерно мешање, а мали држави како Македонија се подложни на овој притисок. Токму затоа интеграцијата во Европската Унија гледаме не само како економски и политички процес, додава Иванка Василевска, туку како услов за заштита на нашето достоинство и иден просперитет. Тие причини, вели Иванка Василевска, ја прашала дали можете да ми кажете каде се запишани или од која држава се барале условите кои се наметнуваат сега на Македонија. Наместо да сме еднакви, како што налагаат европските вредности, ние се занимаваме со митови од 19-тиот век, вели Иванка Василевска, ВМРО-ДПМН. Пратеничката Бисера Костадиновска од СДСМ пак вели дека на истиот подкомитет за Западен Балкан говорела дека Македонија заглавува бесконечно заради идентитетски прашања кои не се европски прашања. Имате ли план како да помогнете, прашала Костадиновска, а одговорите секогаш биле фокусирани на заклучоците во Европската Унија, понудени како одговор на незините прашања, мора да се исполнат обврските кои веќе се договорени, се однесуваат на преговарачката рамка на двата протоколи. За Телевизија 24 од Советот на Европа Страсбур, Билјана Секуловска.